На вториот шаховски турнир што се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи, првото место го освои Филип Петров од Основното училиште Никола Карев, второто Никола Николов од Основното училиште Малина Попиванова, третото Александар Манев од Основното училиште Свети Кирил и Методи, а четвртото Александар Мишевски од Раде Кратовче. Учествуваа најдобрите 16 шахисти од сите основни училишта во општината. Младите надпреварувачи ги посети градоначалникот Радко Димитровски, која истакна заложбата шахот да продолжи да биде една од дисциплините што ги застапува училишниот спорт. Сакам да потенцирам дека шахот, како веќе влезе во наставна програма во основното училиште, дека веќе втора година како општина го организираме тој општински надпревар и дека заедно со организаторот Основното училиште Свети Кирил и Методи обезбедивме награди за првите тројца кои што ќе освојат првите 3 места. Воедно, во оваа прилика сакам да најавам дека работиме на тоа да оформиме еден шаховски турнир на општина Кочани, по кој што ќе биде препознатливо Кочани. Советникот за образование Голубина Георгиева пак информираше за текот на останатите спортски надпреварувања што се одвиваат низ основните училишта. Значи во тек е општинската лига во футсал, знаеме дека заврши општинската училишна лига во кошарка за машки и за женски. Исто така учениците се подготвуваат и за пролетниот крос, се подготвуваат и за останатите дисциплини. На крајот на учебната година, значи после 25 мај ќе бидат и националните надпревари по сите дисциплини. Што се однесува до шахот, градоначалникот Димитровски рече дека локалната самоуправа ќе се заложи да го врати сјајот на овој спорт во Кочани. За таа цел смета на поддршката на шаховскиот клуб Кочани, а најави гостување и на познати интернационални мајстори и нивна работа со помладите категории шахисти.